Со поранешниот ракометен репрезентативец Горан Ѓоргоновски анализираме стартот на Европското првенство во ракомет. Господине Ѓоргоновски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Можеше ли да ни падне потешка група во време кога на некој начин реновираме, ја подмладуваме ракометната репрезентација, кога си замина она генерација на ракометна елита и доаѓаат некои нови момчиња во кои имаме право да гаиме големи надежи? Добро утро, поздрав до гледачите, до македонската јавност. Па да, ова е веројатно една од потешките варијанти од првиот шешир за нас сега во ова фаза во која што се наоѓаме. Ние кој да биде на тоа место, дали се вика Франција, Данска, Шпанија или Шведска, па и Норвешка, е навистина една голема репрезентација, една ситуација која што не е пријатна за нас во моментов. Од друга страна, нашата група ја карактеризира и тоа што домаќинот е во нашата група. Во спортот, особено во овие наши спортови кои што се помали, особено кога домаќинот е таква репрезентација како што е Германија, а гледаме се што тие прават за да се биде во ред за популаризација на ракометот, и ние што следиме ракометот во однос на лигата во која што се игра таму во таа земја, знаеме што значи. Сакам да кажам дека Германија, многу е лошо да кажеме дека мора да биде во вториот круг, иначе во друга ситуација би било малку несериозно и нелогично од аспект на ова. Спортски е секако да се надеваме. Што се однесува до тоа како противник го добивме од последниот шешир, тоа е Швајцарија, според мене играчки она што може да се види на нивното CV, каде играат и како играат годинава или минатата година, по мене најдобра репрезентација, но она што е исто така факт, Швајцарија на големи надпреварувања никогаш не постигнала нешто што треба да го постигне во однос на тоа што го имала како играчки ростер. Европско првенство по многу нешта посебно и различно од се што сме виделе досега, и првиот надпревар вечер ќе се игра пред голема публика. Никогаш на ракомет не присуствувале 53.000 гледачи. Каква е идејата со ова, да се омасови ракометот како спорт, или ќе ја изгуби она интима, една убава на полна сала? И веројатно ќе ја изгуби, значи тука не се работи сега за тоа како ќе им изгледа на тие 53, 4, 5 илјади внатре, треба да се покаже големата слика, и тоа е веќе една приказна во делот на маркетинг, во делот на PR, во делот на популаризација на нашиот спорт, кој што многу пати сме кажувале, сме пишувале досега дека за жал се уште не го добил статусот кој што го заслужува, барем според мене, според убавината. Дали ова е чекор кон тоа? Па сигурно дека е чекор кон тоа, не само во однос на тоа што ќе се игра на фудбалски стадион, него и во однос на тоа што мислам дека е втора година поред, сега не ме фаќате со збор, се прошири бројот на учесници на европските првенства со цел да се опфатат и некои земји кои што се поголеми по популација или се значајни во однос на други сегменти, а ги нема во ракометот, например, Грција, Романија. Има место само за елитата. Сега тука е така, јас можам да кажам една перфидна идеја на организаторот, што во овој случај ја оправдувам, кај што така наречени залутани репрезентации или репрезентации од втор, трет ранг веќе нема можност да бидат присутни, тогаш веројатно почнува она главното каде што ќе се играат надпреварите, кои што ќе одлучуваат кој ќе ги дели медалите, или кој ќе оди на олимписки, или кој ќе се квалификува на олимписки. Од кој ранг е Македонија денес репрезентација? И направете споредба со онаа Македонија во екот на Кирил Лазаров и пред 10 години. Ние никогаш не сме биле во ранкот на топ 7, 8, 9, 10 репрезентации, иако имаше периоди кај што нормално Македонија се закануваше на големите селекции, ги добиваше дел од нив на големи надпреварувања, почнувајќи од 2009 па до денес. Во моментов можам да кажам и кога беше таа Македонија која што сите ние никако да избегаме од таа Македонија и од тие играчи, јас во денешната колумна пишувам баш за еден дел за тоа дека нема за жал Кирил Лазаров денес, односно на ова првенство да биде кандидат за најдобар
најдобар стрелец, нема да го видиме Столе Стоилов кај што разбива на линијата од 6 метри, нема да го видиме Миркуловски како паѓа на глава во текот на целиот надпревар и тоа треба еднаш да го заборавиме и што побрзо тоа го ставиме адакта, ние можеме да продолжиме и да им дадеме на овие деца, условно кажано, или овие момчина да им кажеме, да им дадеме нешто што некако фелан, кое што е и главната, да кажам, задача на селекторот во моментов. Сега во однос на она што ме прашавте каде е Македонија, Македонија и во минатото, кога биле 16 репрезентации, кога биле 4 групи по 4 репрезентации, се борела за тоа трето место во групата и тоаш беше важно да се добие еден надпревар за да ние презимиме, да кажам. Сега е ситуацијата различна. Македонија е, мислам дека едно скалило подолу од тоа. Значи Македонија според она што ја рангираат и многу по релевантни фактори од мене или од нас тука во Македонија, е во групата со Грција, со Романија, со Грузија, а тоа се репрезентации кои што веројатно ќе завршат на опашката. Но јас секогаш викам и денес, во тоа што денес излезе, наведувам дека ЕСАП-от на дома е еден, на пазар ќе видиме како ќе биде. Нашиот спортски е да се надеваме дека ние можеме да играме, особено со домаќинот и особено со Швајцарија. Швајцарија во ова група, во ова констелација нас не изгледа како некој полесен противник, нормално во однос на Франција и Германија. Да бидеме јасни за поширок аудиториум кој што не прати секојдневно ракомет и не е толку внесен. Значи, ние во ракометот правиме во моментов дистинкција меѓу Франција и Германија, а не меѓу Франција и нас. Значи, разликата меѓу Франција и Германија во моментов според мене е добра, а меѓу нас е некоја разлика која што можеме да го видиме и од изјавите на селекторот, кој што може би единствениот, ајде да кажам, во моментов кој што сите тие ги победувал и играл на нивно ниво и на повисоко ниво со сите тие, и тој во моментов е свесен дека против Франција многу тешко ќе се игра. Значи, не само заради ракометот како ракомет, него затоа што тие се карактеристични не само спрема нас, него и спрема 90% од останатите репрезентации, нивната физичка подготовка, нивната антропологија, нивните физички предиспозиции со кои што запрепастуваат. Значи, тоа е сериозно физички јака репрезентација, која што нормално како и секоја екипа има своји слаби страни. И ако сакаме ние да се представиме во убаво светло, а ова шанса што ја спомнавте вие дека ќе играме на премиерата пред 50.000, јас ја гледам можност ние да се представиме во добро светло. Сега што значи добро светло е друга. Ќе видиме вечер во 18 часот. Меѓутоа се сеќаваме сите и свежи се тие слики на победи над Чешка, над Данска, над Словенија, над Полска, над Русија, над репрезентации кои сега не можеме да помислиме дека можеме да ги добиеме, иако на времето буквално убедливо сме ги победили. Добро, видите, многу пати во минатото сме дискутирале на таа тема. Национален тим е ситуација на една група на играчи која што особено во земја која што е мала во однос на популација, во однос на соуслови во кои што ние работиме, многу е важно да имаш генерација. Значи, ние може да кажеме дека и најголемите светски селекции, веќе земеме Франција. Франција, откако стана светски првак 90-тите, имаше една дупка од 10, 12, 13, 15 години, или Шведска, која што едно време во генерацијата на Штафан Олсон, Висландер и Магнусен и не знам кој, имаше неколку пати со ред стана европски првак и играше финали на Олимписки игри, имаше сериозна генерација. И имаше една дупка од 10, 12, 15. Зборувам за големи репрезентации кои што имаат огромен базен на играчи од кои што можат да влечат играчи. А овие нашите услови во кои што ние работиме и популација економска и финансиска големина не ни даваат за право дека ние треба да бидеме во секој момент. Јас ќе земам пример Полска. Во моментов ја спомнавме сега, ние сме ја победиле Полска, една друга Полска која што имаше феноменална генерација со Шмал, Белицки, браќа Лиевски и така натаму. Ова Полска не е налик на таа. А Полска е една огромна земја по популација, има два супер скапи тимови
и инвестира долги години, близко е до Германија, доста играчи играат од Полска во Германија, во вторите лиги, во третите лиги, кај што имаат можност да се развијат. И таа Полска во моментов не импресионира. Ние нереално бараме да ние постојано бидеме. Тоа е, значи, пак ќе резимирам во тој дел, дека во дел на малите селекции, Хрватска ќе ја земе имаше еден период кога беше предводена од Лино Червар и имаше 2, 3, 4 исклучителни играчи од типот на Ивано Балич или Лацковиќ или Метличич и Вори како своевидно интересен феномен и не само тие и ред други, но во последните неколку години, иако има играчи на многу повисоко ниво што играат од Македонија, значи вие неспорно е дека Карачич или Циндрич, не дај Боже Дувњак е играч кој што вие во моментов блиску го немате. Па не може Хрватска во моментов да се надева дека може да влезе во први 8. Малку сме нереални дали можеме да добиеме. Ние можеме да добиеме група на играчи кои што можат да бидат сериозен сапорт, дали ќе го измислиме новиот Пепи Манасков или новиот Кирил Лазаров во поново време кој што остави голема трага, тоа е прашање за никогаш тоа не може да се предвиди. Во моментов, колку и да звучи сурово, јас не гледам играч во блиска иднина, во моментов, можеби некој ќе не демантира наредни 3-4 години, не гледам играч од калибарот на Кирил Лазаров, кој што може да ја понесе, да ја биде додадена вредност на тоа. Значи, ние тука апсолутно не зборуваме дали Стојанче Стоилов, Филип Миркуловски, Мојсовски, Ристовски, Јоновски, Марковски и така натаму биле квалитетни играчи. Апсолутно нема. Во моментов не гледам таков играч ни во Словенија. Во моментов, значи, многу репрезентации во моментов. Во Унгарија не гледам таков играч. Се создава? Бидејќи се сеќавам на реклама на Кирил Лазаров беше дека само 1% е талентот, а 99% е напорна работа. Не, видете, де факто... Бидејќи не гледате таков играч на пошироките не, де факто дека апсолутно дека мора да се роди, кој што се надградува, значи можеме да оставиме како еклатантен пример Новак Џоковиќ, кој што значи ти можеш со дисциплина и со работа и со се по две дека нас моменталната ситуација во Македонија кај што имаме неколку клубови кои што имаат убави финансии ни создава контра услуги со задржување на младите играчи во Македонија и не е проблем само задржувањето на младите, него влегување во комфорт зона на тие млади играчи, кај што мислат дека постигнале некој ниво. Кога би заминале во странство, побрзо би напредувале? Апсолутно, дел од апсолутно, особено, значи земете го примерот на Црнагора или на Босна, кој што буквално играците заминуваат под секои услови заминуваат во екипи од понизок ранг и потоа се градат. Кусо, само за крај, постојано е актуелна онаа дебата Лазаров како играч и Лазаров како тренер. Минатата година рече дека е подготвен да прими критики по поразите против Црна Гора и Словенија, мислам. Словенија, што ни следува. Дали е најдоброто? Ја можам да ви кажам дека и кога заврши првото првенство, кажав дека ние во моментов немаме потреба да правиме такви екскурзии, затоа што ова селекција ваква како што е, а е нешто налик на она што беше на почетокот на овој век, многу тешко некој би се нафатил да ја менаџира сега во моментов, затоа што е таква каква што е. И сакам да кажам, ние немаме потреба сега нешто таму многу да брануваме околу тоа дали Лазаров е кадарен да ја ова. Можеме да дискутираме за неговиот стил, не само во репрезентацијата и во клубот кај што работи, но веројатно тоа се базира на неговиот квалитет кој што го постигнал и очекувањата од играчите, не само ракометно, него тој мислам дека повеќе е разочаран. Повеќе создава задоволени деца на локално ниво кои што немаат перцепција кај се наоѓаат во однос на странство. А на меѓународни надпревари со исклучок на алкалоид, многу малку тие деца добиваат шанса да играат со овие играчи кои што ќе играат сега. Во секој случај, уверени сме дека децата ќе дадат се од себе, а ние ќе бидеме сад екраните или ние мора да веруваме, Лазаров на ова европско првенство сигурно нема понесено бело знаменце, колку и да се ставивме сите и како ракомет и тој дополнително за прв пат не стави во ситуација ни покажа дека ние сме аутсайдери, убеден сум дека
тој ќе направи се што е во негова моќ и да ја спреми екипата да верува дека може да игра и против Германија и против Швајцарија. А ние ќе ги бодриме.